Новото издание на Телма 5 го започнуваме тука. Сега веднаш имам прекрасна дружина во студиото. Владимир денеска ќе ни биде денеска и ќе ни го анимира овој прекрасен бишон во студиото. Благодарение повторно ќе кажам на нашиот пријател Стефан Кирков. Добро. Немам зборови како да ти опишам дека навистина ни носиш една прекрасна магија и хармонија со секој твое појавување и представување на расите како што денеска бишонот, и ми спомена дека сме во екот на неделата на Да, веќе за Недела на бишон. Недела на бишон. Поздраво сите гледачи на Телма 5, повторно се дружиме заедно со вас. Многу ми е мило затоа што до мене стигаат безброј коментари колку ова рубрика на утринска Телма е гледана и баш ми е мило секој пат кога сум гостин да презентираме нешто ново. Нам уште повеќе. Незалудно денеска го имаме прекрасно мало суштество во студиото. Владимир ќе го анимира тука, ќе ни биде, бидејќи ова е таа комбинација на најмалите дете и куче. Меѓутоа мислам дека за бишонот сега ми се побива фактот дека не е само за дамите, туку гледам дека се почесто и господа се одлучуваат за дефинитивно оваа недела е прогласена на недела на бишон фризе на светско ниво. Расата ја одликува баш ова што го гледаме во моментов, дете и куче. Станува збор за еден фамилиарен, вистински пријател на фамилијата кој пред се живее со дечињата и највеќе ги слуша, а потоа нели и повозрастните дома. Фамилиарен пријател, верен, искрен, една од најпродаваните раси, ако не и најпродавана во последниве неколку години на светското ниво. Изобилува со страшен карактер, бројучи хигиенски навики. Доста се интелигентни? Премногу. Значи спаѓа во топ 5 по интелигенција, дури ја споредуваат и со овчарски молоси кои се по интелигенција, значи на нивно ниво. Раса која не се митар, има специфично антиалергено крзно. Значи гледам ова крзно на како пластифицирано како овтичка, која не се митари, и раса која е позната по тоа дека нема никаков оној кучешки мирис кој некои раси забележа веднаш тоа дека знаат со себе да го имаат, што го прави уникатен саунски миленик, најбаран во последниве години. Мене ми е мило затоа што преку мојот портал можам да се пофалам дека сум еден од првите пушто пред 10 години кои афирмира расата. Ми е мило затоа што и во Македонија веќе е се почесто застапен. Значи дека имаме сега види каков господин се ги на продуктите, инаку пред да продолжиме сега малку да ја представиме расата, да споменеме дека овој прекрасен миленик моментално е на продажба. Да, моментално е на продажба, се уште нема име. Се уште нема име, чекаме нов сопственик. Како недела на бишон фризе, еве купи миленик и заедно со Пет маркетот одлучивме да дадеме худрена промоција. Така да секој кој е заинтересиран за набавка на бишон фризе и кој може веднаш да си го подигне, да не го чека од увоз, може да го посети Пет маркетот. Прилика да го посети Пет маркетот, каде што ќе добие сите информации околу продажбата на овој прекрасен бишон, кој навистина е од изложбен квалитет, целосна документација и неизмерно се ја чека неговата нова фамилија. Одлично. Незалудно имаме малите раси и нивна аклиматизација во летниот период и денеска и производи денеска во студиото. Во студиото кои што се сосема соодветни за овој период од годината, бидејќи знаеме дека и тие особено се справуваат со потешкоти бидејќи имаат крзна, имавме температури до 43 степен. Имавме температури кои и тоа како лошо влијаат на некои раси на кучиња. Пред се на саунски миленици кои се цел ден нели со нас под клима, ги вадиме надворен, правиме практично температурен шок и доколку нели ги избањаме со ладна вода, тоа е многу погрешно, затоа што нели таа температурна разлика понекад знае лошо да влијае на организмот на кученцето. Затоа јас во студио донесов едни нови производи кои се од Италија, Мафра, Амико Мио се вика брендот, кој веќе е застапен и го има во Пет маркетот кај мене. Шампуни и препарати за суво бањење на кученцето, каде што се во вид на пудра и во вид на пења, која се нанесува на кученцето и таа испарува за некои си 5 минути од кога ќе ја настави таа пењата. Практично навлегува во порите на кожата на кученцето и ја чисти сета онаа нечистотија која кученцето внатрешно има во крзнот. Има себе. Остава многу пријатен мирис, кој се задржува дури и до неколку дена, кученцето ќе има мириса, а исто така делува и антипаразитски. Што значи дека е многу важно. И ако има ампула, знаеме дека во моментов има инвазија од болови крлежи. И тоа како? И со еден ваков тип на препарат кој верувате е со многу пристојна цена, може да имате чисто кученце, да имате заштита. Да, може да го презентирате на лице место како и се користи. Повели? Значи нанесуваме на рака. Се нанесува на рака. Ево вид
нека течност како пење се става на Кој што брзо горниот се дел. абсорбира во Да, крвното. се става на горниот дел на кученцето. Види практично. Таа е како жива и упива во порите на кученцето. Мириса прекрасно, ја се сложи со мене. Колку е прекрасен. Владимир нели е прекрасен? И она ќе си се исуши и кучето ќе биде чисто, е заштитено од антипаразити. А веднаш свети влакното е, навистина. Да, му треба неколку 5 до 10 минутки да се исуши. Еве Владимир Значи ова е ќе сосема сега. соодветен, ова е сосема соодветен асортиман на производи кои Да, што се нешто ново за кај нас, тоа. нешто ново, за да не мора ние цело време да го Хубаво квасиме мириса. кученцето со Да, на лимон. да, баш на да не мора да го квасиме кученцето со вода во мокриме па да го сушиме со фен, само нанесуваме оваа течност. И 5-10 минути се суши на кученцето и абсорбира цела нечистотија што кученцето и кожата има во неја. Исто има некој новитет и за мачки. Значи, знаеме дека мачките нели не се многу по водата. Ја нанесуваме да ова е специјален препарат за мачки и за феретки. Значи, знаеме дека феретките Повторно знаат со сув себе да шампон има за мачки. Да, на истиот принцип, само на мачката ја нанесуваме на база на телото. Едно вакво шишенце ќе користите верувате за до 15 бањања, што е За мачка, мислам за дека- мачка е сосема супер. Исто од колекцијава може да ги препорачаме нивните шампони, затоа што се прекрасни. Така да посетите го Pet Market-от, ќе добиете целосен сапорт и целосна инфо од мене од вработените во Pet Market-от околу овие производи. Исто имаме и урина ремувер, нешто ново кај нас. тоа е ова? Тоа е шишенцето, да, Шишенцето, значи еве. тоа ја абсорбира урината, ако го земеме нели мало кученце, Да речеме на знае некоја каде. ткаинина или во автомобилот, ако Да, имаме и- урина, односно мокрачот, што се случува многу значи, на често. база на направена химиска реакција каде што со неколку прскања на местото каде што направи кученцето беле абсорбира урината и го деутрализира тој мирис кој го има урината, Така. буквално чудо како урината испарува за неколку секунди. Така да може да се користи во кола, во дома, на ткаинини, значи за било каде, целосна палета на производи. Што значи ја 21 донесовме кај век нас. веќе навистина се има на пазарот. Има сешта од препарати за дезинфекција на транспортери, дезинфекција на лежалки, отстранување на дамки во автомобил, така да на целосна палета се Амикомио ги препорачувам како нов производ. На вистина веќе ги имаме онлайн стајано на petmarket.mk. Можете што да ги разгледате, има интересни работи кои што миленици ќе се пронајде некој производ кој ќе му биде супер. Сигурно. Само да споменам дека и во текот на летото Купи Миленик ќе биде во ЕК, ќе имате прилика да читаме и рецензии, активни сме колумни околу познати. целото лето. Така. Може таму некој кон крајот на август да направиме една недела пауза, но сепак содржините и целосното инфо на Купи Миленик ќе се апдейтира редовно секојдневно како што е и пракса. Pet Market-от ќе биде цело време отворен, значи ќе работиме без престан. Супер. Така да Може да ги донесеме и во текот на летото да ги разладиме кај вас и нашите Секако, секако, миленици. Ова се илустрации чисто да видат дека навистина е прекрасна, фантастична расата бишон, како што спомена, едно од најатрактивните ширум светот. Ме интересира, бидејќи навистина е комплицирана аклиматизацијата, особено кога имаме ваков нов член во семејството, кога стана збор за миленик, како треба да ја адаптираме храната, бидејќи знаеме дека имаат потешкоти со времето и храната, варењето и комбинацијата на така, топлото време. затоа што станува збор за сепак е бишонше, савонски миленик, кој има специфично бело кrzno. Самата искрена подразбира дека треба да најдеме дехидрат храна која препорачува повеќе брендови, која не содржи бета-керотен. Во овој период од годината каде што добиваме температури 38 плюс 40, значи јас препорачувам искрена дехидрат на база на риба, затоа што рибата и многу побрзо се вари во дигестивниот систем и кученцето многу нема да има потешкоти при варењето во топлите денови. А што е со онаа рефус храна и намирење храна која што е многу Да, практична? меѓутоа ќе мора да се информираме за составот од кој е направена, значи храната да се информираме најчесто кога купуваме рефуси за рокот на храната, значи не е само да земеме храничка, да го нараниме миленикот, него мора да се информираме што состојки има, колку протеини има, колку маст има, содржи ли бета-керотен, не содржи, на каква база, да не на база само на житарици, па нашето куче јаде и цело време исфрва и не гледаме резултати и напредок ни во крвното, ни во здивот, ни кученцето во растот. Така да затоа велам јас кога одбираме храна мора да се информираме буквално и продавачот е должен да не информира што е најдобро за нашето кученце. Треба да се измери, да се види што раса е, колку количински треба да јаде, кој дехидрат него ќе му одговара. Така да една обширна тема и храната каде што во наредните емисии и тоа како е добро да опфатиме. Да опфатиме така. За да ги запознаеме нашите гледачи буквално за прав избор на дехидрат. На дехидрација.
Многу често споменуваме луѓето кои што особено се љубители на домашните мелиници, се справуваат со некој интересен благ проблем, а тоа е секако и некогаш не можејќи, нели, поради оправдани причини да го понесеме со нас на летниот годишен одмор. Се уште не сме доволно информирани кога постојат локации, пансиони кај нас во Скопје. Тоа е најпретпоставно нешто што ќе го препорачаш во текот на летото и најверодостојно да го ставиме во тие. Дефинитивно доколку не можеме да го однесеме нашиот милник со нас на одмор, а препорачувам кој може да се го однесе, нели, зависно сепак од расата која чуваме. И во Македонија и во Скопје има професионални пансиони, може да се информирате на Купи Милник кои пансиони ги препорачуваме, затоа што многу е битно, нели, каде ќе го ставиме нашиот милник, кој ќе се грижи за него. Буквално е договор каква исхрана ќе јаде, во каква следина ќе живее, колку пати ќе биде прочитан ден, така да не е само да го ставиме некаде кој што гледаме по огласниците, кога ќе го земеме кучинцето, го земеме истравматизирано и не е тој карактер кој сме го правеле ние неколку години, за 10 дена некој може верувате ке кученцето да го смени. Постојат професионални пансиони, среќен сум дека се почесто се отвараат, така да топу и срдечно препорачувам на сите оние кои не може да си набават, кои не може да си го земат кученцето со нив на одмор, да нели си го остават во професионален пансион и нема зашто да се секираат дека нивното кученце нема да биде. Тоа и да речеме и за 2 недели, за 3 недели нема никаков проблем за да се. Па не, се договарате со собствениците на пансионот. Има луѓе, верувате, што имаат пансиони во домашни простори, тоа е уште поубаво. Уште поубаво. Ако се прашувам, тој домашен амбиент. Да, така да сме сигурни дека нашето кученце ќе биде најадено, прошетано, стрекно. Така да. Зашто ми е исто прашањето, бидејќи нормално тие се суштества со емоции особено, може да го забележиме и кога не се во близина со своите собственици, знаат веројатно и кај ни да се појави симптом на анксиозност, на депресија. Каква е ситуацијата, да речеме, ако на 2-3 недели можеби собственикот не е присутен со милникот, на каков начин, не знам дали се дава да речеме некаков предмет кој што има мирис на собственикот или слично? Па јас не препорачувам предмет, затоа што тоа се повеќе ќе го потсеќа на собственикот. Значи целта е да кученцето на моменти нели ги заборави собствениците и се осеќа буквално како и ние дека е некаде оставен на одмор и дека ќе се врати дома. Оние професионални пансиони практикуваат почести прошетки, дружење со другите кученца кои се оставени на пансион, така да оние професионални пансиони постојано имаат десетина кученца на остање на пансион, така да препорачувам да се информираме целосно кога го ставаме кученцето, така да во кој рад свичи раци. Во кој рад свичи раци го кажа, затоа што не е само да го ставиме некаде. А има според тебе кај нас? Има кај нас, среќен сум дека веќе има па може 5-6 професионални пансиони. Да, знам дека си букирани постојано со Пет маркетот, дека Владимир ќе го даде, мислам дека најбезбедно е. Дали може и во Пет маркетот да им може да се информираме, меѓутоа сум многу противник да кученце да се остави во маркет или во шоп на пансион. Тоа е сосема погрешно, затоа и апелирам сите оние кои имаат кученца, не знаат каде да ги однесат, информирате се преку и во Пет маркетот, дојдете кај мене, ќе ви дадам препораки кои пансиони се слободни, ќе се јавиме, ќе видиме каде има место, ќе резервираме. Јас сум пребукиран во моментов, сите другари кученца ќе стават ке Стефан на пансион дома. Знам, затоа и беше прашањето. Така да ќе дадам искрени препораки, значи каде што сум сигурен, онаму каде што можам јас да гарантирам дека кученцето ќе биде чувано онака како што треба. Да, одлично. Би сакал да прашам, откако ги представивме овие нови производи кои ги има веќе кај тебе во Пет маркетот, препорачливо е дека оние кои што веќе ќе го понесат својот милник, често капење можеби во езеро, во море и слично, или можеби солта им штети на солта им штети, значи не дека не може да се капат во море, солта им штети, после искачање од плажа се препорачува туш со блага вода. Значи никако солта не сме да се остави на порите на кожата на кученцето. Така да зависно сепак ќе кажам од расата. Некои кучиња преферираат некој расе плажа, некои преферираат и да спијат кога е топло. Конкретно за еве дека представаме раста бишон фризе, он е пратник буквално во се, вие седите може 4-5 сати на плажа. И нема никаков проблем. Еден бишон може со вас да биде на плажа да се капе, да плива со вас, да се сонча. Бишонот е пратник фамилиарен буквално целата фамилија. Што правите ви, он се прилагодува на вас. Сакате да џогирате на ке, он ќе џогира со вас. Сакате да гледате дома телевизион, дома не ќе гледа со вас филмови. Не е хиперактивен, ќе се гледа филмови со вас дома. Така да топу искрено го препорачувам бишонот на сите оние фамилиарни луѓе кои размислуваат за кученце. Не се плаши дека е лето, кученцето буквално е робот.
се адаптира за еден ден. Така да е убава прилика, пак ќе кажам, кој сака овој малешан може да се го има дома уште веднаш. Да, ќе препорачаме дека веднаш по завршувањето на Телно 5, доколку сакате вако прекрасен примерок како што е токму во рацете на нашиот прекрасен Владимир, ќе може да си го имате и во вашиот дом. Исто заборавив да кажам, кој ќе си го земе, нели? Ќе има целосен бекап, целосна подршка од мене, од Пет маркетот. Што повеќе? Околу фризури, еден бишон, значи е препознат дека се шиша на 3 месеци. А гледавме сега инсертации за да, значи може да кученцето да ви изгледа различно, како да имате различно кученце на секои 3 месеци дома. Тој груминг има околу 15 препознатливи фризури за бишон фризе. Да. Јас ќе го замолам Мите, мора да го даде овој кадар да видат само колку тоа е прекрасна спокојна фотографија за секое дете и сечи дом. Ништо ќе препорачаме, Владимир, на тато Цветан, што велиш да го понесеме кај вас дома? Размислете убаво. Така? Тато Цветан нека тато Цветан нека размисли добро. Знам дека е јавно, меѓутоа нека размисли. Што се однесува до заболувањата, ако веќе знам дека чисто од мојот примерок дома кој сте го имам моби, знам дека во текот на летото се соочува со диареја. Дали тоа е од топлото и со какви се попратни можеби да, сепак топлото време знае да направи проблеми со диареја. Затоа се препорачува избор на дехидрат кој нема да биде толку тежок за варење. Сите ветеринари ќе ви препорачуваат практично да го одморите кучето од дехидратот во моментот кога има диареја, него исхраната да се базира на база на оливче, бело месо, супа, кисело млеко, да. Околу ветеринарните апчиња или лекови кои ги препорачуваат ветеринарите. Сепак јас не сум ветеринар, меѓутоа долги години дели сум со одгледување на кучиња. Препорачувам исто Линекс, што го користиме ние луѓето, половинка кученци на 10 кг е сосема доволно. Така да не е страшно, нека не ве плаши ако кученцето ви појави диареја во овој период од годината. Нормално е, температурите стварно се жешки. Тешко се вади храната, затоа ќе му олесниме со некој дехидрат кој има помалку масти, помалку калории или пак тие 2-3 недели ќе го префрлиме на домашна храна. Да. И уште нешто при самиот крај многу важно, претпоставам ќе биде и за гледачите. Кога веќе ги дислоцираме од А точка до Б точка, да речеме во случајот нели се целиме на летните годишни одмори, во поглед на аклиматизацијата, таму како треба да се седат прошетките, бидејќи и можеби таа морска природа не може би се зависно Марко од расата која поседувам. Например, еве салонските миленици кои се со скратени дишни пати, што да речеме англиски булдог, француски булдог, шарпеј. Да, значи они имаат потешкоти со дишење и во овие температури јас не препорачувам вадење на кученцата на плажа или пак прошетките да бидат во дневните сати кога е најтопло. Оставете си ги дома кученцата, а навечер правете онаја нели подолга прошетка. Околу овие раси кои се салонски како Малтезер, Бишон или други бигел, значи слободно може да прошетките да бидат вообичаени, како што секој ден сте си го научиле во моментот кога нели сте тука. Но најбитно е кучето да не претрпи голема разлика, односно да го земе на одмор, а да биде цело време затворено, тоа е сосема погрешно. Значи мора некаде сепак да си ги потроши батериите. Прошетки се препорачуваат 1 до 2, но не во топлите сати. Тоа е оптимална. Да, ние може да подариме некој производ. Ќе подариме некој производ, да знаете дека само што ќе завршиме, ќе имате прилика да аплицирате секако за еден пакет груминг, она што некако препознати, и да ти го упатам аплаузот и од сите оние до сега добитници кои што беа во Пет маркетот. Фантастично изгледаат нивните кучиња, дури некои од нив ни пратија фотографии и јавно да ти заблагодариме секако за твоето големо срце. Навистина се трудам, јас сум постојано таму, буквално сум запознан со сите кученца кои доаѓаат на груминг и лично се грижам за секој од нив да искочи дотерано. Особено за Ларас. И да му се допаѓа на собственикот. Нема поголемо задоволство од мене кога ќе види собственикот кученцата со нова фризура, онака како што си го замислувал дека сака да му биде. И овој пат доделувам еден пакет груминг на првиот кој ќе ни прати фотографија на утринска на Телма. И добивам и ќе подариме 5 од овие нови производи на Амико Мио. Одлично. Кој има мачка може да аплицира за шампонот за суво бање, другото све е за кученца и да. Нека бидат пакет за
пакет за домашни миленци. За домашни миленци. Само за крај, што ќе се случува со кинологијата во текот на летото и новитетите во Пет маркетот, меѓу другото, каде што ќе биде отворено во текот на цела сезона? Кинологијата, значи, не престанува никогаш. Значи, во преслед во месец август ни е најголемото шоу, Охрид Док шоу, каде што 4 дена ноќни изложби во Охрид ќе се случуваат. Ноќни логот? Да, ноќни под рефлектори, нешто ново за ке нас. Охрид ќе биде местото каде што ќе биде кинолошката треска и каде што сите сопственици на куќиња на различни раси, одледувачи, професионални одледувачи доаѓаат во Охрид. Бројката е некаде околу 300 до 400 по година. Оваа година имаме супер судиска листа, мислам дека и бројката ќе биде уште поголема од ова што сме имале. Прекрасно дружење, прекрасна судиска листа. Многу куќиња ќе има, Охрид ќе биде центарот на кинологијата во месец август. Ме интересира дали например да речеме туристи ако се најдат со свои миленици може да го пријават своето учество или тоа претходно? Да, доколку претходно се информирани за рокот на може да го Кинолошкиот сојуз на Македонија веќе има одноен ставено пријава на ksm.org.mk. ksm.org.mk каде што може да се ги пријавите вашите куќиња, да го посетите Охрид, чисто да видите како изгледа една изложба. Овој пат се многу професионални. Знаеме дека Охрид секогаш е прекрасен и во вечерните часови, така да најавува Кинолошкиот сојуз вистински спектакл, па да видиме што ќе се случи. И Пет маркетот со новитети дефинитивно ќе биде во летото. Пет маркетот во летово најавуваме многу новости. Значи една од новостите е донесување на повеќе животни во Пет маркетот, каде што сега живеелиштата им ги спремаме. Станува збор овој пат за оние конечно летачки верверички кои тези тука зад камерите летачки верверички од септември ќе имаме се очекуваат, па и многу побрзо би рекол од септември. И најавуваме феретки. Тоа е феретка е еден глодар кој имате овде личи на верверичка. Ако може колегата ми да го зумира ова животинче. Се чува исто како еден глодар. Се учи на носење на рамо, се учи на име, на киенски навики. Така? Да, значи личи на верверичка и е прекрасен миленик, нешто ново кое јас ќе се потрудам да ви донесам во студио за да го доловите да видите. Најголемо задоволство. Не за друго, докато треба веројатно јас ќе си набавам една од летечките пекинизри, веќе сум во мисла за тоа, така што ќе бидеме во контакт во текот на летото. Како и секогаш пријателе мои, ти благодарам за добрите едукации и совети. Уште еднаш Пет маркетот, само да спомнеме каде се наоѓа за да можат и секако во текот на летото да Карпо 4, улица Радовечково стане, веднаш до Маркет Гранап. Значи работиме буквално без пауза. Громингот ќе си работи во текот на целото лето затоа што има многу неишишани на избањата кучица. Тука сум ја. Така да може уште тоа да го напоменеме дека склучивме договор и со неколку друштва за заштита на животни кои сакаат да вдоми кученци, кој ќе вдоми нелесно кученце добива бесплатен третман од Громинг студиото. Во тоа си место се вброја и утринска на Телма, никогаш не заборавајте. Мораме да помагаме и сакаме да помагаме за што помалку бездомни животни, така дете го направивме тоа чисто од љубов за да кој ќе се вдоми кученце се одобие и шишано, избањато. Браво, не мора да е секогаш расно, така да секогаш. Дај Боже да имаме примери како тебе со големо срце. Владимир, ќе го замолиме тато за кученцето, уште малку ќе ставиме тато Цвето нека размисли, и мите вери дека до размислување сме да го однесеме вишончето во семејството. Уште еднаш ви ти благодарам, веќе следниот период повторно со нова приказна во Телма 5. Во продолжение секако останувате на фреквенцијата на Телма.